се надевам дека ова нова репрезентација со овие млади играчи ќе започне да исто така успешна приказна од Европското првенство во Хрватска 2018, некако Хрватска еве да биде една судбоносна држава за нашата репрезентација. Па и да го подобриме тој пласман. Стефче рече дека му се допаѓа, јас ќе кажам дека мене многу ми се допаѓа. Зборуваме сега за играта против за играта, да, затоа што Раул навистина искрено ние не го познаваме многу, но на што гледаме со Вардар, гледаме дека Вардар игра моментално најдобар ракомет во Европа, кој што сака нека каже, на најдобар начин го елиминира противникот за влез во Келн и делува и кажа и Кире пред завчера делува застрашувачки за една Барселона кој што има дуел во полуфинале. Раул прво внесе еден таков мир во репрезентација. Ние колку и да сакаме да го игнорираме тоа, Лино Червар немаше добро минато со 80% од репрезентативците и ние колку и да мислиме дека тоа нема влијание, таа лоша енергија во една тимска игра е многу значајна. Од друга страна, еден питом човек како Раул навистина, кој што не сака да се наметне ниту со некој авторитет од позиција на селектор, апсолутно делува многу другарски, а од друга страна се знае линијата и на таков начин до ситници ги подготвува играчите за тактички за противникот. Значи видовме дека како Сигурдсон го спречи со неменување на Кире, значи еден играч кој што редовно дава по 7, 8, 10 гола левото крило на Исланд. Како тактички ги спреми Марковски и Талески и соработката со Ристоски кој што се врати на најдобар можен начин и одбрани нешто кога требаше да се одбрани. Едноставно навистина дава можност ни дава можност да се надеваме денес дека можеме, иако таму ќе биде навистина вечер ќе биде друга приказна, друг надпревар, кој што ние не можеме да изгубиме, можеме само да добиеме. Затоа што и Украина се вмеша можеби за наша среќа директно за пласман, затоа што без разлика ние ако сакаме да одиме во Хрватска мора да добиеме во Украина и треба да добиеме една репрезентација, мора да добие Украина таму ако сака да одиме. Ни даде можност, сакам да кажам, да бидиме. А тоа што спомна Стефче за Хрватска, ние сите што сме околу спортот, и директно, и индиректно, знаеме што значи таков настан да биде присутна на репрезентација на таков настан толку блиску до нас. Значи знаеме 10.000 таму, наши Стефче беше и во Ниш, јас бев во Вараждин и во Задар. Едноставно, повторно, ова е како да играте на домашен терен исто. Ова е еуфорија што е сега на клубски план со Вардар, со екипите на Вардар, што претходно беше и со Металург и со репрезентација, да се прелее 2018. И уште едно сакам да кажам, прв пат видов една таква кохезија на звездите што доаѓаат и звездите кои што изминативе 10 години ја водеа репрезентацијата. Зборуваме за младите кои се Миркуловски, Лазаров, Ристоски и една генерација измеѓу која што е Георгиевски, Стоилов и овие што доаѓаат како Талески, Кузмановски, па и Жарко Пешевски, кој што веројатно, значи, иако е кратко времето, толку играчи се изротира, толку играчи искористи Раул, толку секој си се најде, дури и една полуконтра на Кузмановски кога се кршеше резултат, или Пешевски два потези, 2 гола, да не збориме за Стоилов или за Кирил Лазаров и Миркуловски, нивното значење. Овие играчи кои што па да не забораваме и Талески, кој што шутна 5-5 и ја отвори зоната. Така да, навистина едно тактичко зрело поставување од Раул, кој што очекувам денес Исланд да има голем притисок на себе, затоа што мора да победи дома. Ако денес Исланд изгуби, готово е. Ако ништо друго, барем додека беше поранешниот селектор Червар, имаше и спротиставени коментари во однос на луѓето од ракометот кои говореа за играта на македонската репрезентација. Сега и двајцата зборувате со многу почит и голема, одлична завршена работа на Раул Гонзалес. И тоа значи веројатно нешто. Добро, јас не би рекол дека и кога беше Лино Червар или било кој од селекторите кои беа претходници на Раул Гонзалес не ја вршија добро својата работа. Далеко од тоа, секој селектор има своја визија и секој селектор... Апсолутно, мислам. Значи, она што го видовме во средата, во четвртокот, мислам дека беше една сосема нова, комплетно нова слика на не би ги делел кој што како. Секој
пак ќе кажам, селектор има своја визија, дава за право да сме оптимисти ова што го видовме во четвртокот. Се надевам дека ќе бидеме исто радосни и денес ќе бидеме на двата надпревари победници, и на онај на женската екипа на Вардаргин, на репрезентацијата на Македонија. Ова е група каде што може да се деси на крајот сите екипи да имаат подеднаков број на бодови и гол разликата да решава, односно позитивниот количник. И тоа да е решава. важно. Имаме сега 30-25 од Скопје. Кој од репрезентациите ќе се пласира понатаму, затоа што гледате дека секоја екипа дома добива, на страна губи, секоја репрезентација, така да ќе биде мощно интересно. Јас пак кажав дека еден бод од страна ќе значи сигурен пласман на европското првенство. Сега кога збориме за Червар, сега глупаво е да збориме ние за Червар дека тој има толку освоено титули, дури не може ни Раул Гонзалес во моментов вие можевте да имате различен став околу одредена тактичка поставеност. Добре, Лино има се и голема историја тука во Македонија и од страна дека тој е долги години на Металург тренер и пак ќе кажам, Раул има една друга аура околу себе на дејствување, за разлика од Лино, кој што многу често се поставуваше и се поставува таков е карактерот на проповедник, некој во тука, а од друга страна го имаме Раул кој што е во ситуација во некоја сенка, дури сега во Скопје при завршување на надпревар не сака да помине од микс зона, а има обврска да даде изјава и вика морам ли ја да дам изјава во микс зона, па еве играчите тие победија, значи, а имате од друга страна тотално различно дека што секаде ќе се помине само низ микс зона мора да се помине кога зборуваме за Лино. Пак ќе речем, тоа се карактери. Лино е победник, кој што сака нека каже. Лино е победник, освоил олимписки, светски првак, европски, има втори, трети места. Значи ние илузорно е да збориме за него како стручник, но моментално ова што го видоме беше за мене големо освежување и крај крајава ние гледаме спорт, сакаме да атрактивна, сакаме брза игра, нешто што Раул го преферира, а Лино знаеме каков бункер игра. И пред крајот на разговорот уште едно прашање, може ли сега Раул Гонзалес да биде или Кире Лазаров од корист на Барселона, играат полуфинале во Лига на шампиони? Па вчера Кире имаше едно интервју за една друга телевизија и рече че го искористи овие 7 дена да му украде нешто на Раул Гонзалес. Мислам дека Раул не го посекуваше Барселона, не ради квалитетот, затоа што таму се генерално трите екипи што беа се силни, но се работи за шпанец, игра со шпанска екипа и мислам дека од тој аспект не ја посакуваше Барселона и веројатно тој размислува дека би имал повеќе проблеми. Вардар ако е се нормално и ако размислуваме нормално, таму оди како да не речам аутсайдер, ама како најмал фаворит со цело свое искуство, а во моментов игра најдобар ракомет, така да нема што многу сега да се замара и дека може да изгуби. Барселона може да изгуби, затоа што Барселона ако не е прва е последна. А за Вардар не важи тоа во моментов и може да биде клучно во такви моменти кога викаме ние во ракометот че се фати раката. Така да. Но од друга страна по Барселона има играчи кои што играле доста финалиња и Final Four изминативе години. Не дека ваму нема, ама се во помал број секако. Вечера ќе ги проследиме надпреварите, само да прашам како вие ќе ги проследите и каде? И дома. Дома, така? Да, на Дома, вакви надпревари, ако не играм Македонија на домашен терен или Не, дали обично вака се собирате негде? Не, пошто ја барем сакам се зборам од мое лично име, сакам да видам детали. Значи да бидеме искрено во групно гледање тешко ќе забележиш детали, а сакаш да ги видиш, сакаш да ги дури најмали гестикулации, однесување на тренер, на клупа, особено на нашите, за да можеш да направиш скенирање на карактер и се. Јас дома 99% ги гледам надпреварите дома, а нормално кога играм дома во Борис Трајковски си одам на таму на лице место. Стефче, вие сте... Јас сум исто така човек кој што сака да ги гледа дома надпреварите.
да бидам искрен, ми смета кога ќе бидам поготово во сала и ќе го гледам надпреварот од некој агол кој што за мене е неприроден. Дома ми е најубаво, ќе седнам во мир, ќе го одгледам што кажа. Ги Цело живот сте анализирате и во вие сите неприроден агол. Нормално, мислам дека ние не гледаме навијачки ракомет, не гледаме него ги гледаме деталите Так. од играта во напад, играта во одбрана, кој што како успеале тренерите, поготово затоа што јас веќе сум човек кој што е во тренерски води и сакам да гледам детали и да учам. Така е. Нормално дека човек додека е жив треба да учи, не велам дека знам се, далеку од тоа, меѓутоа еве денес кај мене на гости ќе биде Александар Јович, ќе ги гледаме двата надпревари од, да речам, тренерски аспект. Едниот од десно, другиот од лево. Така. И се трудиме. Јас сум едно спортско семејство дома, двата и синот и керката се спортисти, се трудам некои од деталите да им ги пренесам, да им Так. кажам што Так. како синот ми е голман, да прати како голманот реагираше, керката е крило, игра на мојата позиција. Така, секогаш кога Навистина гледаме со надпревар, со други очи се надпревар гледа го гледаме апсолутно. сосема поразлично од она што некој обичен, јас не знам сега Апсолутно. како изгледа тоа, меѓутоа Па не, обично Како тие ние се фудбал што најдобри. гледаме, Така, веројатно, ете, така, како што така. гледаме фудбал, него забележуваш трудам. него и најдобар на терен, ти не знаеш дека постои. Тоа тој истрчал 15 километри, земал 20 топки на фудбал, не знаеш, така да и веројатно така изгледа. Ви благодариме што бевте во Индирект, навиваме за Вардар и за Македонија. Следува информативното издание на Нова, па потоа сме во друштво на Маријан Лазовски, новиот селектор на женската кошаркарска репрезентација. Бидете тука.